Да, тоа дефинитивно е обид да се блокира законот, значи тоа е филибастер или филибастеринг во Англија, тоа е еден вид начин со одоголвикување на процедура, истата таа процедура да се блокира. Значи кога ние мислиме дека нешто е екстремно штетно, се употребува таква некоја процедура. Има ли европска земја со оваква мерка? Нема ни една. Значи единствена европска земја која што имала во ваков стил некоја мерка била Грција, што имала религиозна припадност во личните карти, што под силен притисок баш на Европската унија, кон која што нели ние наводно се стремиме, а 2000-та година морало тоа да се откаже. И еве ќе ви кажам, значи Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата повеќе пати си има изјаснето против вакви класификации во лични карти, а ние се сомневаме дека ја крши Европската рамковна конвенција за национални малцинства, така да ние планираме, ако власта заедно со целата опозиција, бидејќи само ние сме од другата страна, сите сакаат ова да го протуркаат, ако власта се дрзне ова да го турка насила, ние планираме прво да обжалиме до нашите, а потоа и до меѓународни судови. Кажам, ако власта се дрзне такво нешто да направи, што мислите утре друга власт, дали воопшто ќе бара указ од председателот? Значи веќе имаме еден преседан на закон пуштен без указ, ова ќе биде втор преседан. Зошто утре еве левица од позиција на власт воопшто да не бара указ за ниеден закон, например? Значи тоа се опасни преседани. Нашиот устав не е парче хартија што може да се гази кога на нив секој ќе им одговара. Значи ако тоа еден не го почитува, нема никој да го почитува. Ме разбирате? Значи законот за јазици е апсолутно пуштен вон процедура, нелегален и например ако има правда во оваа држава и закон, тие што го пуштиле би требало кривично да одговарат. И сега пак ако се дрзна за такво нешто, ви викам, зошто еве например ние да почитуваме било каква процедура, кога нашите политички противници не почитуваат процедура? Левица игра за левица, левица игра за народот. Значи би било крајно време тие две партии да седнат и да се договорат кој нас не создал, чии сме ние и така натаму, но како што гледате, од нашиот растички рейтинг, од тоа колку ние имаме поддршка, од тоа што сите напади, дали од лево, дали од десно, се одбиваат од нас, значи народот не ги прифаќа, се гледа дека ние работиме за народ, значи ние не работиме за никој.